Со цел овозможување подобри услови за писменоста и образовните можности за децата со пречки во видот, во општина Штип е отворен ресурсен центар кој се наоѓа во основното општинско училиште Гоце Делчев. Центарот е опремен со најсовремена технологија, и тоа паметни табли, браеви машини, браеви принтери, тактилен фјузер, компјутери со софтвер за адаптација на текст на браево писмо, тактилни патеки и останати дидактички материјали. Но секако најбитниот и највредниот ресурс сепак остануваат специјалните едукатори кои што се тука да работат со децата, да им нудат и да им дадат поддршка во нивниот образовен развој, како би можеле истите да ги добијат истите услови, истите можности и квалитетно образование. Ресурсниот центар во Штип е првиот кој се промовира од вкупно 5, а останатите се наоѓаат во Велес, Битола, Тетово и Скопје. Центарот го посетуваат 7 до 10 деца од општина Штип. Би ги охрабрил сите и деца и нивните фамилии да почнат да го посетат центарот и да ги искористат услугите и можностите кои што ги нуди, а со тоа и образовни можности. И овој проект, кој во последниот период е втор поврзан со прегледи на очите на децата во Штип, по оној кој се реализира во детските градинки за рано откривање на проблеми со видот кај децата, е целосно поддржан и од општина Штип. Моја желба е да ова го развијаме не само овде, туку и во другите училишта. И верувајте дека секоја донација во нашиот град е добродојдена. Но кога е донацијата за децата, па посебно за видот, мислам дека тоа е навистина прав погодок. Овие деца се реалност. Тие се вклучени во воспитно-образовниот процес и инклузијата е една реалност, една потреба која што дава можност овие ученици да бидат заедно со своите соученици, исто така дава можност да тие на најоптималниот начин ги развијаат своите вештини и способности. Реализирањето на овој проект е поддржано и од Лајонс клубот, од каде истакнаа дека вакви центри има во сите градови каде постојат Лајонс клубови. Многу сум возбуден што ова се случува во Македонија и ќе биде многу краток, на последната round table, односно округла маса каде што ветив дека овој проект од 3 години ќе се продолжи, веќе можем да кажем слободно дека обезбедивме средства и ќе се продолжи и во наредните 3 години. Проектот се имплементира преку Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Сојузот на слепи лица во Македонија, Националната асоциација на офталмолози на Република Македонија и Училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје.